Многу битно е земјоделските производители да се придржуваат према најавите на метеоролошките служби, бидејќи престојат такви ситуации, престоја порано такви најави, меѓутоа не беа доволно припремени, па дојде до ситуација да не ги заштитат нивните посеви, посебно тие кои што беа веќе расадени на стално производство. Меѓутоа овде е многу битно да споменеме сега. Се најавуваат такви промени. Таквите промени почесто се случуваат во ноќните периоди каде што земјоделските производители почесто пати се насочуваат кон дневните температури. Меѓутоа сега да внимаваат на ова појавување на ниски температури во ноќните часови. Што значи? Ноќните часови, овие растителни производи, овие растенија кои што се тек расадени, зборувам за Струмичкиот регион, треба да внимаваат околу нивната заштита, значи да со покривање на тие луфтови, заштита околу нив, навремено покривање, меѓутоа наредниот ден и навремено откривање. Што се однесува до растенијата кои што се на отворено, тоа се најчесто веќе овошните насади, лозовите насади. Сметаме таквите ниски температури кои што ќе паднат испод нулата, -7, -2, веќе имаме критични состојби каде што одреден број на овошни насади веќе се во фаза на развој на плодот. Некои од овошните насади се како јаболчесто овошје се во тек на цветење, што значи тука престојат опасности околу измрзнувањето. Значи зачетокот на плодот е многу нежен и тука може значи на минус половина или 1 степен минусна температура да дојде до настрадување, бидејќи таквиот плод не е заштитен. Така да кои се накратко мерките за кои што ќе ги користат земјоделците доколку се случи ваквиот пат на температурата? Ако се случи таков пат на температурата, значи остануваат земјоделските производители да внимаваат понатамошниот раст и развој на растенијето, каде што понатамо по наши проценки ќе дојде до една дополнителна или корекциона резидба, каде што таквите плодови или растенија ќе бидат или една зелено кроење, значи дополнително кроење, каде што ќе може да овие плодови или овие растенија дојдат во фактички таа состојба кое што треба да биде. Меѓутоа, тие растенија кои што или овошни насади или пак лозови насади да ги споменам исто така и тие се во фаза на развој. Исто така, ако паднат таквите температури на -4, -5 степени, младите ластери ќе бидат осетно оштетени и така да тешко ќе се санират. Значи, таму каде што дополнително немате оставено повеќе во текот на резидбата, да можат при дополнителната зеленична резидба ги нормализират, значи како растот и развојот, така и плодовите, овие производители нема да имат дополнителни офати околу растенијата. Значи ќе се осети тоа.